Посланието до Галатјаните, кој веќе го изучуваме скоро една година и стигнуваме до крај, две основни идеи апостол Павле изнесува. Основната идеја што гледавме досега е дека ние сме слободни. Во Христос сме слободни. Христос ни даде слобода, не ослободи со негова слобода. И таа слобода е во однос на законот. Спасението е само преку верата во Христос, по благодат. И нема никакви можности да комбинираме било што од законот, како дела, и вера во Христос. Во тој случај имаме пола Христос, а пола Христос всушност значи губење на целиот Христос. И ослободени единствено преку нашето соединување со Христос, ние сме целосно ослободени од делата на законот. И тоа е основната тема во 3-та и 4-та глава. Бидејќи веќе сме деца на Бог, синови на Бог, синови и керки на Бог, а синовите или децата на господарите не можат да бидат робови, така вели Павле, и вие не сте веќе робови. И бидејќи сте синови на Бог, вие сте наследници на Божите ветувања. Сите оние ветувања што му беа дадени на Авраам по благодат, преку вера, сите оние кои се соединети во Христос се наследници на тие ветувања, бидејќи Христос е потомокот на Авраам. И тоа е основната идеја на 3-та и 4-та глава. Во 5-та глава и 6-та Павле веќе говори за практичните вакво примени од доктрината за спасение по благодат, тоест како тоа учење по благодат се одразува во нашиот христијански живот. Ако ние сме спасени по благодат, тоа значи дека и нашето осветување, нашата преобразба е пак по благодат, не преку делата во законот. Ние се осветуваме бидејќи сме соединети во Христос, Божиот дух е во нас и духот во нас раѓа плод. Го раѓа плодот љубов и сите оние манифестации или сите оние изјави на љубовта, како мир, радост, самоконтрола, кротост, долготрпеливост и така натаму. Меѓутоа сега, кога веќе говориме за нашата слобода од законот во поглед на спасението и поглед на осветувањето, ние не сме веќе робови на законот, Павле воведува сега и едно поинакво разбирање за робството, наносиме веќе товар од законот, но во Христос, соединети со Него, одејќи или живејќи по Духот и Духот раќајќи го плодот на љубовта во нас, сето тоа не постава пак во позиција на робство. Но не робство на законот, не робство за спасение, но едно поинакво робство. Ке се сетиме на 5-та глава 13 стих апостол Павле, таму рече: слободата со која Христос ве ослободи, слободата која има во Христос, да не ни служи како повод, како појдовна основа за угодување на телесните органи на гревот, туку со љубов служете си еден на друг. И таму Павле многу неслучајно го користи необичниот збор за служење, туку зборот дулон, кој значи робување. Тоест, Светиот Дух во нас, резултатот од присуството на Светиот Дух во нас не поставува во позиција на робови еден во друг. Или, ако во однос на законот сме слободни, како браќа и сестри во Христовото семејство, ние сме си робови еден на друг. Зашто љубовта сосема природно не поставува во позиција да служиме на другиот. Таму каде што има љубов, таму има служење, таму има слугување. Кога има љубов, љубовта го поставува другиот и потребите на другиот над нас и над мене и над моите потреби. И така, слободни сме во Христос од законот, слободни сме од товарот на законот, но од друга страна пак самиот плод кој минатата недела го видовме, не поставува една природна позиција
да бидеме слуги, или Павле користи уште порадикален збор, робови еден на друг. И тој самиот за себе вели во 1 Коринтини 10 глава, за себе кој е најслободен од сите, кој е најслободен во поглед на законот и во сите области, Павле, апостолот на слободата, вели, јас самиот станав роб на сите. Толку сум слободен што не дозволувам и слободата да ме пороби. Единственото што ме поробува е љубовта кон другиот и копнежот во таа љубов да служам на другиот за да биде секој спасен, да биде доведен до Христос. Тоа е она што го објаснува во остатокот на книгата на посланието до Галатјаните. Тоа е темата на оваа 6 глава. Тоа служење еден на друг, носење на товарите еден на друг, зошто бидејќи ние сме слободни. Само слободниот човек може да биде слуга на другиот. Зошто робот е слуга само на Господарот. И фразата што ќе ја среќаваме овдека во оваа 6 глава неколку пати, еден на друг или еден со друг, во оригиналниот текст е еден збор. Е зборот алелон. И се среќава на многу места во Павловите посланија, посебно во оние дидактички текстови, и е дел дури и од новата заповед што ни ја даде Христос, кога беше со учениците после вечерата во Гецеманската градина, им рече: сакајте се еден со друг. И таа фраза алелон, тоа зборче алелон, во себе содржи идеја на единство, содржи идеја на соединување, на соработка, соединување во телото Христово. Ние сме соединети во Христос преку вера, ние сме во единство со Христос и таму во Христос соединети, ние сме соединети и еден со друг. Не може да бидеме соединети со Христос без да бидеме соединети еден со друг. И таа идеја присуствува во целата оваа 6 глава и посебно со метафората за Христовата црква која користи Павле, не за црквата како тело, со органи, туку за црквата како семејство. И ќе видиме ние, тој нарочно ја користи таа представа за црквата, бидејќи има проблем, има потреба во црквата во Галатија. И тој проблем Павле го истакнува неколку пати, например во 14-тиот, 15-тиот стих на 5 глава и рече: кога се јадете, гризете, внимавајте да не се истребите, а 5 глава ја заврши со предупредувањето и така да не се завидувате, да не се гневите, да не се мразите, туку покажувајте го плодот на Духот во вас. И сега, имајќи ја предвид таквата реалност во црквата во Галатија, таму по некои други основи се поделени, не на про-НАТО и про-Путин, вели: внимавајте кога веќе се поделувате да не се истребите, туку напротив, носете се ги товарите еден на друг. Зошто? Зошто вие сте браќа и сестри. За да се исполни таа одговорност, зборот алелон го значи, тоа означува единството, и во тоа единство верните имаат, браќите и сестрите имаат одговорности еден кон друг. И тие одговорности не се по принуда, тие треба да бидат одговорности како резултат на природната состојба, на нашата суштина како браќа и сестри. Но да се оствари таа одговорност, да биде можна, потребно е одењето по дух. Прво потребно е духот, да бидеме духовни, да одиме по духот, да чекориме по духот, а тоа ќе го раѓа плодот во нас. Со други збори, кога Павле завршува 5 глава и кажува, нели, како се живее духовен живот, тоа треба да се оди по духот и треба плодот на духот да се раѓа во нас и така натаму, веќе од првиот стих на 6 глава и понатаму
Всушност тоа објаснува како на практика се покажува тоа одење во духот. Како на практика се покажува живење во тој плод на духот. Целата 6 глава е една практично објаснување на тоа одење во духот. Тоа значи всушност вистинска духовност. Кој е духовен човек? Тоа е одговорот на прашањето, Павле го дава одговорот на прашањето, кој е духовен човек? Кои се духовни луѓе? Духовен човек е оној кој оди по духот. А оној кој оди по духот го манифестира плодот на духот. А го манифестира плодот на духот со тоа што ги носи товарите на другиот. Има одговорност кон другиот. Духовните луѓе живеат со одговорноста за другите. Духовноста во Библијата, може би во други религии поинаку, но во Библијата, јас верувам единствената вистинска духовна книга, духовноста не се изразува во некакви мистични, недефинирани изрази, манифестации, вакво искуства, преживување. Духовноста е многу практична. Духовноста е дефинирана. Духовноста е да му служиш на другиот. Духовниот човек е оној кој ги носи товарите. Духовниот човек живее за да ги направи другите срекни. Тоа е представата за духовноста. Како што вели Джеймс Дени, јас повеќе сакам да живеам со сознанието и верата во Христос дека тој умре за мене и сега живе во мене и ме преобразува, отколку да се изгубам во некакви мистички, нејасни, неискажливи, имагинарни искуства. Повеќе сакам цврсто да стојам на земјата, во верата во Христос, водејќи ме духот во оној живот што Христос сака да го живеам соединет со Него. И ако би го прашале Павле, што значи да се биде духовен човек, тој нема да ни посочи некакви езотерични, абстрактни, мистични искуства, тој ќе ни каже, носи ги товарите на другиот. Тоа е духовност. Духовниот човек кој ќе види брат дека паднал во гревот, ќе отиде да му помогне да го крене. Тоа е духовен човек. Браќа, и да падне човек во некаков грев, вие духовните луѓе, поправајте го таков со дух на кротот, пазејќи се и вие да не бидете искусувани. На 2 места Павле говори, дава дефиниции за духовни луѓе. Ова едното, другото место е 12 глава на првото послание до Коринтијаните. И таму, во првиот стих, Павле пишува, а во однос на духовните, и се во нашиот превод пишува дарови, но тој збор го нема воопшто во оригиналниот текст. Павле во однос на духовните отсуства именка, и кога отсуства именка, по принцип значи духовните нешта. Општо, таа е општа категорија. Во однос на духовноста, не сакам да не бидете во незнаење. Проблемот во Коринската црква е тоа што тие сметаат дека духовни луѓе се оние кои имаат некои така големи дарби, поголеми од другите. Тоа се дел од црквата на некои што имаат, они категоризирале големи дарби и мали дарови. Духовните се они кои имаат големи дарови, може би, не знам, пророкуваат или говорењето јазици таму е многу често спомнувано, а некои други имаат мали дарови. Павле им дава друго разбирање за духовноста. Вистинската духовност или вистински духовни луѓе се оние кои имат љубовта. 13 глава. Овдека Павле дава исто така објаснување кои се духовните луѓе. Духовните луѓе се оние кои живеат со духот, одат по духот и во нивното поведение секојдневно се манифестира тој плод на Светиот Дух. И тој плод се манифестира и покажува и овдека. Гледате еден дар овдека од плод на духот. Поправете како? Со кротост. Зошто? Зашто вие сте духовни. Ајде да го видиме малку, да го анализираме. Овдека Павле ни дава многу добар одговор на она прашање што му го постави Бог на Каин. Сеќавате? Каин губи Авел. И Бог дојде кај Каин и го праша, Каине, кај ти е брат ти?
И Каин што рече? Што, јас да не сум чувар на мојот брат? И Павле вели, да, ти треба да се чувар, не да го убиеш твојот брат, туку да се чувар на твојот брат. И се овде друго нешто што сакам да потенцирам, и има еден термин што Павле го употребува и кој ја гради целата врз која гради целата своја аргументација. Зборот со кој почнува 6 глава е браќа. И зборот со кој завршува оваа 6 глава е повторно браќа. Браќа и да падне човек и на крајот Господ Исус Христос нека биде со вашиот дух браќа. Така, тој не случајно го прави. Ја започнува новата тема во 6 глава и ја завршува таа тема со истиот збор, со што сака да создаде една ваква слика за црквата како за семејство. Вие сте браќа. И неколку пати во 4 глава и во 3 Павле кажа, вие сте деца на Бог, вие сте синови на Бог. Во Христос кој е потомокот на Авраам, вие сте потомци. Сите вие сте едно семејство. И пак овдека идејата на Павле е да даде представа за црква без која, ако ја немаме таа представа и ако не живееме со неја, ако не ја разбереме таа представа за црквата, таа суштина на црквата, ние нема да го живееме тој живот. Која е представата? Црквата како семејство. Семејството е специфична заедница во која луѓето се сврзани со врски. Крвната врска вела дека е многу силна. Крвта не е вода. Крвта си има некој мотивирачки фактор да правиш работи, без да те принудуваат. Никој родител не го принудува, никој не го принудува родителот да се ги сака и да робува на децата. Да, родителите робуваат на децата, зашто ги сакат. Метафората која Павле користи на други места како во Коринтијаните црква како организам, тоест анатомска метафора за нас како органи, е техничка метафора. Да, органите си действуваат, се во соработка, меѓутоа тоа е една зависност која е задолжителна. Ако еден орган не работи, другиот не работи, така тие се функционално поврзани и мора да работат заедно. Меѓутоа, метафората за црква како семејство има поинаква длабочина, зашто во семејството нема таква функционална зависност. Во семејството поттикот за служење е љубовта. Е таа природна врска што имаат како семејство. И таа идеја Павле ја вложува овдека. Вие треба да се ги носите товарите, треба да се помагате. Зошто? Зашто вие сте браќа и сестри. Вие сте семејство. И нешто повеќе, дури нешто повеќе. Ако го видиме разбирањето пак на Христос за тоа кои се браќа и сестри, или ако сакаме да го земеме Христовото рангирање, би кажале дека духовното семејство е рангирано повисоко од крвното или физичкото. Сега, кога Христос спореше со фарисеите во 3 глава на Марко, го има тоа и во Матеј 12 глава, исцели човек кој беше слеп, нем, глув. Фарисеите го обвинија дека тоа го прави преку духот на Велзевул, па потоа Христос ги обвини дека хулат против Светиот Дух. И тоаш дојде едни луѓе и му рекоа: Господи, учителе, надвор се твоите браке, твојата мајка. И Христос што им рече? Кој е мојата мајка и кои се моите браке? Еве е мојата мајка и еве ги моите браке. Зашто кој исполнува волјата на мојот небесен Отец, кој е на небесата, тој ми е брат и сестра и мајка. Христос го дава тоа разбирање. Оној кој исполнува волјата на мојот татко, тоа е моето вистинско семејство. Звучи радикално, меѓутоа самиот Христос вели, семејството кое е врзано со духовните врски, со врските на духот, е поприоритетно од семејството кое е врзано со крвни врски. Тешко е,
То не значи дека ние треба да го занемариме физичкото семејство. Напротив, треба се да даваме во физичкото семејство, за блиските во физичкото семејство. Но тоа одно што го покажуваме таму, не треба да биде поинаков од односот што го покажуваме во црква. Односот од црква не треба да биде помал, туку напротив, треба да биде дури и поголем. И имајќи во предвид таквото разбирање за црквата, Павле ги дава тие инструкции. Браќа, вие сте браќа, вие сте семејство. И бидејќи вие сте семејство, вие треба да го правите тоа што овдека е напишано. И да падне некој во греф, вие духовните треба да го поправите него. Зошто? Зошто ти е брат, зошто ти е сестра, зошто ти е син, зошто ти е мајка, зошто ти е татко, зошто е едно семејство. Што правиме кога ќе падне некој во греф? Што правите? Ево ние што сме родителите, што правиме кога детето гледаме дека не се однесува правилно? И што правиме кога друг ќе видиме? Детето на другиот или не мора да биде дете, некој друг? Кој е вообичениот пристап? Честопати го правиме тоа, телефоните, дури без да провериме, и почнуваме да коментираме за постапките на другиот и го изложуваме на оној јавен линч, она што е направено. Павле вели, тој ти е брат, како што на твојот крвен брат или дете како што би постапил кон него, така треба и вие да постапувате во црква, така да се однесувате. Зборот греф овдека е во контекст на она што окажуваше на крајот на 5 глава. Зборот е параптома, кој значи во одењето да направиш погрешен чекор. Грешка во чекори. Тоа е зборот. И прави асоциација со одењето во духот. Рековме дека зборот што, или животот, кај нас е преведено живот во духот, живејте во духот и така натаму. Парипатео е зборот кој значи оди, чекори во духот. Тоест, како што оди духот, така ти одиш по него, држиш чекор со духот. Лева, десна. Не правиш никакви импровизации. Како во војската. Онока како што оди водачот, така сите мора да одат зад него. Тоа е животот во духот. Го следиш духот целосно. Така што тој да насочува кон Словото. И така се раѓа духот во нас. Плодот во нас. Овдека зборот за греф е некој кој одејки во таа колона ги сгрешил чекорите или може би дури и од патеката застранил. И што ќе направите кон таквиот, кој се сопнал или нешто друго направи? Оние кои се духовни или оние кои одат правилно или одат во чекор со духот, што треба да направи? Да го вратат назад и тој да оди по духот, да чекори по духот. И тоа секако, нели, да биде направено со кротост. Зборот во таа насока кротоста и зборот поправајте го, тој збор е катарцизо, кој значи да поправиш нешто кое е оштетено и е загубило својата функционалност. Например, тој збор се користи во оној случај каде што учениците, седејќи на Галилејското езеро, ги поправаа, после риболовот, ги поправаа скинатите мрежи. И тоаш дојде Исус, во 4 глава на Лука, им рече, ајде сега, или 5 беше Лука, тргнете по ме, следете ме мене. Бевте ловци на риби, сега ќе ве направам ловци на ученици. И тука е тој збор, нели, поправањето или плетењето на мрежите, токму тој збор. Мрежите биле на места дупнати, не били целосно искинати, но се нефункционални. За да се наполнат со риби, треба да нема дупки, рибите ќе бегат. И тие ги поправат за да ја вратат мрежата во функционалност. А пак во древниот медицински речник, овој збор катарциза го означува оној чин, онаа постапка со која докторот го враќа изместената коска, зглоб, на местото. Кога е изместена коската или зглобот, повторно
орган, целото тело нефункционално. И сега како што Павле вели, употребувајќи тој збор како што секој доктор тоа би го правил многу внимателно, не докршувајќи ја раката или ногата и не предизвикувајќи уште повеќе болка, така и вие треба да го правите тоа со дух на кротост. Во овој контекст Лутер вели, коментирајќи го нели овој први стих на 6 глава, или кога ќе видите некој во грев, треба веднаш да отидете кај него. Да му подадете рака, да му кажете благ збор и да го прегрнете со мајчина преградка. Тоа вели е односот што треба да го имат духовните кон оние што грешат. За жал, методологијата денес е променета, многу е променета. Христос не дал процедура како треба да се провери, нели, состојбата некој, дали на вистина е во греф и така натаму. Ние се скокаме и почнуваме, нели, да гласина да ја потврдуваме, да ја шириме и го изложуваме на јавен лич оној кој. Тоест, до таа мера натрупуваме сомнежи кај луѓето што дури да нема ништо, може до крајот на животот тој човек нема да може од себе си, од својата личност да ја исчисти сета она се она што е натоварено или како мислење. Во главите луѓето останува она перцепција за грешникот. Буквално се создаваат хајки кои на крајот не само што не го поправаат грешникот, туку го доуништуваат. Затоа вие кои сте духовни, вели, поправете ги паднатите во дух на кротост, без да бидат засегнати другите. Тоа е однос меѓу грешникот и духовниот. Другите, останатите, не се инволвираат во тоа поправање. И која би била смислата сите да бидат вклучени во тоа? Освен ако се духовни и помагаат. И последното предупредување, кога го правите тие, тоа нешто треба да се пазите и вие да не бидете искушени. Сега, во толкувањето на овој текст, обично предупредувањето што се дава е и ние да не паднеме во истиот греф како оној што сгрешил. Меѓутоа, контекстот на духовноста е поинаков овдека. Да, може да има и таква опасност, додека нели ти работиш што некој кој паднал во гревот и ти да паднеш во истиот грев, да бидеш соблазнат. Меѓутоа, поголемата опасност овдека е да се нарушат овие инструкции. Ако некој не е духовен, да не постапи како што вели Павле, тоест да не го поправи на вистинскиот начин, да не ја покаже кротоста, да не ја покаже љубовта и на тој начин и тој самиот да не се покаже како недуховен. Тоа е идејата. Ако си духовен, оди поправи го. Ако сметаш дека и ти не си доволно духовен, само ќе направиш повеќе штета. Ќе бидеш искушен од неговиот греф да направиш уште поголема штета и за себе и за другиот. Вистинските духовни луѓе се тие кои поправаат. Ако сметаш дека не си на нивото, не се мешај подобро. Истото нешто го кажува и Јаков за учителите. Ако не се сметаш дека си достоен да ги учиш другите, а тоа е голема одговорност, стој настрана. Тие се тие предупредувања за сериозноста на проблемот што овдека е представен. Дилемата овдека на Павле дали ќе му пристапиш со кротост и ќе го поправиш, или пак ќе го поставиш или ќе го изведеш на стрелање, на линч. И твојата реакција зависи од твојата духовност. Дали одиш по духот, дали плодот го има во тебе, или пак си телесен. Тоест, делата на телото се покажуваат во твојот живот. Дали живееш угодувајќи на телото или угодувајќи на духот. И тоа е показател дали сме духовни или не.
како, и не случайно Павле како прв индикатор го поставува, ја поставува состојбата на другиот, грешноста на другиот. И нашата реакција кон грешноста на другиот. Потоа продолжува и вели, поднесувајте го товарот еден на друг и така исполнувајте го Христовиот закон. Се, овој стих, јас се разгледав целиот текст до 10-тиот стих, меѓутоа ми за 12 страници и ќе биде премногу да го поминеме денес, така што го разделив на два дела. Ќе продолжиме наредните стихови да ги гледаме следниот пат. Овдека би сакал повеќе да се задржиме на ова заповед, поднесувајте го товарот, потоа пак во 6-тиот стих кажа секој да го носи сам својот товар. Која е идејата и како се исполнува и што значи Христовиот закон. Досега говоревме за Мојсеевиот закон и слободата од Мојсеевиот закон, а сега пак Павле ми вели, но вие треба да го исполнувате Христовиот закон. И како се исполнува Христовиот закон? Така што се носат товарите еден на друг. Би сака сад тука да се занимаваме малку повеќе со Христовиот закон, зашто законот како закон е бреме, е некаков јарем. И за да го разбереме, да разбереме таа суштина, ќе се префрлиме на Евангелието според Матеј и два текста кои се поставени во контраст. Прво, Христос упатува еден апел, еден повик, во 11 глава вели: дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши, зашто јаремот мој е благ и бремето е лесно. Значи, ова е повик на Христос. Понатаму во говори Христос повторно за бреме, повторно за јарем, товар и така натаму, кога прави врска со Мојсеевиот закон и поточно со фарисеите и вели: на Мојсеевото седиште, тоест на Мојсеевиот закон, така да кажеме, на авторитетот на Мојсеј, седнаат книжниците и фарисеите. Врзуваат бремења тешки и мачни за носење и ги клаваат врз плеките на луѓето, а сами не сакаат ни со прст да ги подмрднат. Како се исполнува Христовиот закон? Со тоа што се носат товарите еден со друг. А овдека Христос покажува една реална ситуација во кој се наметнува закон, се намеснуваат заповедите, меѓутоа никој не мрднува ни со прст за другиот. И во тој контраст, всушност, поставен меѓу еден јарем и друг јарем, едно бреме и друго бреме, можеме да добиваме на подобра представа за Христовиот закон, за Христовиот јарем и која е суштината всушност на сето тоа. Ајде, јас направив една така екзегетска анализа на скоро сите зборчиња, за да навлеземе во суштината на овој повик на Господ Исус Христос. Тој започнува со императив. Зборот дојдете во оригиналниот текст е заповед. Заповед. Во заповедна форма е дадено. Во императивна форма. Дојдете кај мене. И укажува еден силен повикот, е необичен повик. Тоа е еден силен апел, кој на крајот на краиштата е силен бидејќи не доаѓа од деспот, од авторитет, туку едно сочувствително срце. Ако видите контекстот, луѓето се како овци без овчар, изморени, истоштени, и тоа вели: дојдете кај мене. Зашто таму е решението за вашиот проблем. Дојдете. Дојдете, да го оставам подобрава, дојдете кај мене. Но Господ Исус користи на лична форма. Дојдете лично кај мене. Повикот е за општење, за врска, блиска врска. И тука е она разликата. Фарисеите велеа: дојдете под законот,
Дојдете да ве натовариме, дојдете да правите она што е заповедено, дојдете кон еден систем на правила, додека Христос вели дојдете кај мене. Како личност. Христовиот закон не е збир од правила, не е збир од доктрини. Важни се сите тие работи, не велам дека не. Но првенствено повикот е за личен однос, лична врска, за општење со Христос. Кого? Кого повикува? Кој да дојдат? Сите изморени и обременети. И сега кога говориме за изморени и обременети, обично во проповедите што се кажуваат, велат изморени, обременети, тоа се луѓе кои си стоште од маки, проблеми, гревови и така натаму. Не е тоа контекстот. Павле, Господ Исус овдека не повикува луѓе кои се изморени, бидејќи имат многу маки, проблеми и така натаму. Се разочарал од љубовта или има маки со жена, но не, друг е контекстот. Контекстот е оно што го видовме. Тој пред него има луѓе кои се изморени, истоштени, обременети од тешкиот систем, легалистички систем на фарисеите. Тоа е обременестоста. И самите зборови што Павле, Господ Исус ги користи, асоцираат на тоа. Зборот прво копиао значи напорна работа, тешка работа. Изморени, истоштени од тешка работа. Тоа е зборот копиао. Например, во истиот збор, во првото послание до Солунците, 4 стих, првата глава, каде што Павле говори за Солунската црква, вели, се молам сега за вас и благодарам за вашата работа. И тука зборот копиао, или многу труд вложувате. Тоа е идејата на зборот. Така, кога повикува Господ Исус, повика луѓе кои навистина се истоштени од тежок легализм, тешка работа, напорна работа, кој на крајот само исцрпува, а не дава никаков резултат. И тоа е збор што обремените, вториот збор. Зборот обремените значи да носиш тежок товар. Товар кој ќе те смачка, ќе те уништи. Тоа повикува луѓе кои се истоштени, натоварени, работат, а немат никаков ефект од работата. И сите тие 363, 350, мислам, беа заповеди кои се негативни, неправи, и 200 и колку беа се? 250 и 360, да. Кои се позитивни, тоа е прави тоа. Тоа е нешто кое навистина ги истоштува луѓето, бидејќи на крајот на краиштата ти не стануваат поправедни. Напротив, легализмот води кон суета, кон ароганција, кон гордост и никакво смирување пред Бог. Зошто, вели, дојдете, сите што се изморени, јас ќе ве успокојам. И потом зборот што успокојам е интересно. Зборот е анапао, глаголска форма од анапаосис, кој значи пауза. Тоест, зборот значи прекин, крај. Работиш и некој ќе го вклучи звончето и рече крај, завршува работата. Тоа е зборчето. Дојдете и јас ќе ве ослободам од таа работа. Ќе ви дадам одмор, ќе ви дадам прекин на тоа што сте го. Сето она што ве обременувало, сето она што ве товарело, она што ве истоштувало. И оригинално зборот значи да си земеш време за освежување. Кога играт спортистите и потоа им дадат малку одмор и сите зимат водите, други работи, за да се освежат, да се одморат, да се релаксират. Зошто сето да земе и јас ќе ве успокојам како? Така што ќе го земете мојот јарем на себе. Зборот си е баш јарем. Истиот збор што го користи Петар, например, за Мојсеевиот закон, кога вели дека тоа е јарем. Истиот збор што го користи во 5.1 Галатјаните Павле, кога вели не се подавате повторно под јарем, под ромски јарем.
Тоа е зборот јарем. И се некој каже, еден јарем се заменува со друг јарем. И која сега тука промената? Нема никаква промена. Има промена. Што значи јаремот всушност? Фразата "земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене", конструкцијата овдека е на партиципи и глаголи. Тоа јаремот всушност се зема така што луѓето одат кај Христос да се поучат од него. И зборот поучат е исто интересен, не е обичниот збор како дидахија или така како учење во школа, туку зборот е матетеово од именката матетес, кој значи ученик. Тоест, од именката ученик Христос прави глагол. Или, ако сакам ние правилно да го преведеме овдека, не е поучете се. Формата во оригиналниот текст не е поучете се, туку е една таква партиципна форма која ние можеме само описно да ја преведеме, и еден описен превод било "и станете мои ученици". Тоа е идејата. Вие го зимате јаремот така што станувате мои ученици. И древното разбирање за ученик е поразлично, не е исто како нашето современо. Денес ученикот оди на школа, во основно, средно, седи таму неколку часа, оди дома, пишува домаш и така натаму. Во древноста, односот ученик-учител е сосема поинаков. Ученикот живее со својот учител. Тој учи така што е заедно, во општина со учителот. Тој го гледа, го слуша учителот, гледа како ги прави работите, и целта на тој процес во древноста е ученикот да се променува, да ги усвојува знаењата, вештините на учителот и да станува како него. Се повеќе и повеќе. И добриот ученик е оној кој што на крајот целосно ќе стане како учителот. Или равините има таква една фраза, велат, добриот ученик е како бочва за вино. Не пропушта ни капка од онаа што ќе го добие од својот учител или равин. Целта на тој процес, сушност, и тоа е јаремот. Ние, зимајќи го Христовиот јарем, всушност да се учиме од Христос, и на таму не сочи Светиот Дух. Светиот Дух е автор на учењето, на Библијата. Светиот Дух не води на Словото, кој не учи на Христовото учење. И така се случува нашето преобразување. Не е можно преобразбата без Духот во нас и без Словото. И во тој процес ние стануваме се повеќе како Христос. Станувајќи се повеќе како Христос, го живееме Христовиот живот. А кој е Христовиот живот? Христовиот живот е живот на служење. Христос го покажа највозвишениот модел на служење така што го даде животот на другиот. Тој го понесе товарот на целиот свет. И кога го понесе товарот на целиот свет, рече и сега и вие носете го товарот еден на друг. Бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ова е единственото место каде што Исус кажува нешто за себе. Во тој поглед како карактер. Тој кажа многу за себе, кој што е, меѓутоа за себе како карактер, о единственото место. Вели, јас сум благ и кроток. Затоа дојдете кај мене, зашто јас не сум лош господар. Јас сум добар господар. Кроток и смирен. Користи зборови кои ги има во плодот во Светиот Дух. Кротост, смиреност, благост и така натаму. Самиот тој е таков и Божиот Дух го раѓа тој плод во нас. И мојот јарем, вели, е благ, и тука зборот Христос, слично на Христос, во древноста во кој на Христос значи нешто што е полесно. Ти се дава нешто за да ти врши работа. Како подарок. Кога се купува подарок, тој подарок не треба да биде оно што јас го сакам, туку треба да... Идејата купуваш подарок, нешто што ќе му врши работа. Во таа смисла јаремот на Христос е благ, тоест е полезен. Не е јарем кој уништува,
туку јарам кој надополнува потреба во нас. И зборот пак елафро значи не е некој кој ќе ти создава непријатности. Лесно означува не жули, не стега, не пречи. Нешто како крилата на птиците. Птиците и тежат ли на една птица крилата што ги има? Не, тие се дел од неа и се скроени, се испланирани, дизајнирани за птицата, за да врши работа за птицата. Така и тој јарам, всушност, што вие го зимате од мене, е скроен од вашиот Создател, ги знае вашите потреби, идеално е скроен, по димензии, по се, да биде и лесен, но да биде и пријатен. На крајот на краиштата, Христовиот закон како закон, дури носењето на товарите, не е нешто што создава бреме, туку нешто што на крајот прави да бидеме, да имаме мир. И тоа е ќе најдете мир за душите ваши. Нешто кое задоволува потреба. Ако има љубов во вас, каде што има љубов, таму има радост да се помага. Таму има мир. Независно од тоа што се случува, во нас, меѓу нас има мир. И сите тие изјави на љубовта како плод на Светиот Дух, сите тие се манифестираат во односите кон луѓето. Тие не се нешто што го искусуваме така сами за себе. Во односите со луѓето, во заедницата, во семејството, во црквата. Всушност, што значи да се исполнува Христовиот закон? Да се исполнува Христовиот закон е тоа да се биде во Христовиот јарам. Преобразени како ученици да го живееме Христовиот живот. Христовиот закон не е само дел некој не е само одредени заповеди. Христовиот закон е целото слово. Целото слово. Со секој дел. И Мојсеевиот закон со сите аспекти. Дури за нас се уште важат. Но Христовиот закон никогаш не бил за спасение. Никогаш за спасение не бил. Христовиот закон секогаш бил. Секогаш. Да не покаже светоста на Бог, да ја покаже нашата грешност и да не покаже потребата од Христос. И денес се уште има таа функција, законот. За нас се уште важат ритуалите, церемонијалниот дел. Зашто таму ние можеме да видиме преку жртвите колку е страшен гревот. Во заповедите може да видиме колку е светоста голема на Бог, колку е славен нашиот Бог. Ние учиме од Христос како Словото, пишаното Слово Исус. Духот не преобразува и го раѓа тој плод во нас. И ние, и на крајот, ние сите сме, ако сме соединети со Христос, ние сите сме во тој јарем. За разлика од законот, каде што секој се труди да исполнува некакви правила, ние сме во еден јарем. И сите ние го влечеме тој јарем. И затоа е нормално ние да ги споделуваме товарите еден на друг. И знаете што? Во тој јарем е и Христос. Тој го влече, тој најмногу го влече од нас. Тој е со нас. Сега нема веќе волови и така натаму за влечење, за орање на нивите, но порано кога се користеле волови или бикови, се ставало еден така поискусен вол и едно теле. И секако тој поискусниот е носел поголемиот товар, а она младото теле е таму за да учи, да се навикне на јарамот, дисциплина да изгради, но со годините тоа расте, се развива, созрева и зима се повеќе одговорност. Така и во семејството. Сите ние сме во еден исти јарам, секој различно влече. Но идејата не е да го остава товарот на другиот, но секој да дава максимално во тој јарам. Тоа не е, на крајот на краишта, тоа не води до измачување. Оно што најмногу влече, тоа е најголемиот. И тој има најмногу благодат. И тој има најмногу задоволство од единството со Бог. Тоа е целата идеја
на Христовиот јарам, на Христовиот закон. И затоа заповедите што ги дава Новиот завет, повеќе, во посланијата е сегош поставување на другиот како поголем од себе си. Нема заповед, нито една, во која фокусот е свртен кон нас. Прво ти засакај се, прво ти задоволи се, прво ти, потоа другите. Не, тоа е дел од нашата природа, ние да се поставуваме како приоритет секогаш. Затоа акцентот е ставен на другиот. Носете си ги товарите на другиот. И кога говори нели за себе нешто, за самите нас, повеќе идејата е на одговорноста, на нашата лична одговорност. И тоа е. Наредниот пат ќе продолжи да видиме кои се тие конкретни заповеди што Павле ги дава во таа врска како семејство, што да правиме. Основната идеја е дека ние имаме одговорност, ако сме слободни од законот, ние сме робови како браќа и сестри. Но тоа робство не е робство што потиснува, но тоа е робство кое задоволува потреба. Тоа е робство кое не издига. Тоа е робство кое на крајот го носи она што и треба на нашата душа. Така ќе најдеме мир за нашите души. Амин.